Светата православна црква денес го празнува споменот на светиот преподобен Наум Охридски чудотворец, на свештеномаченикот Методий, епископ Патарски, и на свети Калист, патријарх Цариградски. Свети преподобен Наум Охридски чудотворец. Ученик на светителите Методий Кирил, еден од петточислениците кои што најревносно соработуваа со словенските апостоли. Свети Наум патуваше во Рим, каде што се прослави со чудотворна моќ и со голема ученост. Знаеше и многу јазици. Со помош на цар Борис Михаил по враќањето од Рим се насели на бреговите на Охридското езеро. Додека свети Климент действуваше како епископ во Охрид, дотогаш свети Наум имаше основано манастир на јужниот брег на езерото. Тој манастир и денес го краси брегот, како што и името на свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство и низ вековите е извор на чудотворна сила и за солниште за болните и за неволните. Околу свети Наум се насобрале мноштво монаси од сите страни на Балканот. Свети Наум беше мудар учител, единствен раководител на монасите, одлучен подвижник, чудотворен молитвеник и духовник. Неуморно се трудеше и на преведување на Светото писмо и на другите црковни книги од грчки на словенски јазик. Вршеше чуда и за време на животот и по смртта. Неговите чудотворни мошти до ден денес восхитуваат со многубројни чуда, посебно со исцеление од тешки болести, особено од лудило. Свети Наум се упокои во Господа во првата половина на 10. век. Главниот празник на свети Наум е на 23. декември според стариот календар, односно на 5. јануари според новиот, а на 20. јуни според стариот календар, односно на 3. јули, е летен свети Наум. На овој летен празник има голем народен собор во манастирот Свети Наум. Многумина болни доаѓаат или се донесуваат над моштите на светителот за преку вера и молитва да добијат исцеление. И не само православни, туку и луѓе од други вери доаѓаат да побараат помош од светителот. Во 1926 година, еден муслиман од Ресен донел и му приложил на манастирот звоно од благодарност затоа што светителот му го исцелил братот и од предсмртната постела повторно го вратил во живот. Дарителот се викал Джемаил Зизо, а неговиот исцелен брат бил Сулейман. И двајцата биле угледни граѓани на Ресен. Свештеномаченикот Методий, Патарски или Олимписки, бил епископ на Патара во Ликија во Мала Азија и се одликувал со искрено монашко смирение. Своето стадо тој го поучувал мирно и со кротост, но цврсто ја бранел чистотата на православието и полемизирал со ересите, особено со широко распространетата ерес на Ориген. Зад себе оставил богато писмено наследство, творби со одбрана на христијанството против паганизмот, изложување на православните догми против оригенизмот, морални беседи
и толкување на Светото писмо. Свети Методий Патарски бил уапсен од паганите, решително ја исповедал пред нив верата во Христа и бил осуден на смрт со обезглавување. 312 година се смета за година на неговото мачеништво. Творештвото на Свети Методий Патарски носи полемичен карактер. Тој се борел со паганската философија, со ересите, со оригенизмот, иако припаѓал на Александриското богословие. Основни предмети на критиката на Светиот Методий против оригенизмот биле унижувањето на телото и совечноста на светот во однос на Бога. Неговото најпознато дело, Пирот на 10 девојки, кое според формата приличи на Платоновата гозба, ја има за основна тема девственоста, но тука попатно се искажани и мисли за црквата и незиното единство со Христос. Свети Калист I, патријарх Цариградски. Како ученик на Свети Григорий Синаид, тој се подвизувал на Атон во скитот Магула, кај Филотејскиот манастир цели 28 години. Подоцна тој тука го изградил манастирот на Свети Мамант. Бил избран за патријарх Цариградски во 1350 година. По 4 години се оддалечил од патријаршискиот престол, повторно во Светагора, но во времето на царот Јован Палеолог повторно бил вратен на престолот и како патријарх останал до смртта. Се упокоил во 1368 година на патот за Серес, одејќи кај српската царица Елена да бара помош против турците. Заедно со Игнатиј составил прекрасно раководство за подвижниците. Освен тоа ги напишал житијата на Свети Григорий Синаид и на Светиот Теодосиј Трновски, како и многобројни беседи. Интересно е да се спомене како Свети Максим Капсокаливит му ја прорекол смртта на патријархот Калист. На патот за Србија, Калист наминал во Светагора. Видувајќи го Свети Максим, рекол: овој старец повеќе нема да го види своето паство, зашто зад него се спушта надгробно пеење. Блажени се непорочните на својот пат. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја
Пораки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.